прво сите млади во Охрид си го сакаме Охрид бидејќи тука сме пораснале и понатака и после студирањето надвор од Охрид, верувам дека најголем дел сакаме да се вратиме во Охрид. Меѓутоа, понатаму се сведува на можностите кои што и Охрид ќе ни ги нуди нас, кога како готов кадар ќе се вратиме повторно назад. Понатаму планирам нешто да специјализирам од интернистичките гранки. Меѓутоа, за да се добие специјализација, мора прво да си вработен. Тоа е за државната специјализација, каде што прво се вработуваш како општ доктор, а понатаму, после неколку месеци, или како и да е, треба да бидеш испратен на специјализација за одредена област, според потребите на болницата или установата каде што би бил вработен. Вработувањата во државните установи се преку конкурси, каде што се бара одреден дел, а најчесто конкурира многу повеќе лица, стручен кадар за бараните позиции. Па затоа е малку тешко од тој аспект да се вработиш во државна установа. Кај нас е проблемот во тој дел, во преминот. После студиите, ние немаме механизам што, да речам, не сигурно, туку ќе ни понуди веднаш работа. Тој процес е долг, бидејќи знаеме и од претходни генерации, долго време има и доктори кои што се уште невработени или волонтираат во моментот. Според мене, кај нас недостига дело на систематизација, каде што според потребите би се обучувал таков кадар и утре ден истиот би им се понудила и работа. Иако Охрид важи за едно поднебје релативно мирно и мало место, меѓутоа брзиот начин на живот, турбулентното време во кое живееме, ги стигнува и охриѓани. И со тоа се јавуваат понатаму и проблемите кои што си ги носи таквиот начин на живот. За жал, населението за да дојде на лекар, прво мора да пројави некои симптоми, односно некојаш е и премногу доцнат. Или во превод, многу малце населението оди на превентивни прегледи. Како млад доктор, многу ми смета бирократијата и сите оние административни обврски кои што мора да се исполнат за да дојде еден пациент на преглед, а да го пуштиме во секундарно и терциерно лекување, односно тој пат мора да биде многу побрз. Јас во Црвен крст почнав со активности околу првата помош и тоа најголем дел го правам и ден денеска и покрај други активности што се пропратна во Црвен крст Охрид. И така, од година во година посетував разни обуки. Во 2016 година имавме обука за парамедици од Холандски Црвен крст. И понатаму се развивав, напредував во првата помош. Тоа е, тука сум и ден денеска. Денеска како демонстратор по прва помош држиме обуки и за волонтерите, меѓутоа и за други категории на граѓани. Волонтирањето е да дадеш нешто, а да не очекуваш ништо за возврат. Меѓутоа, не мора да е возвратот материјален, секогаш нешто добиваме. Пораката до младите, секој да волонтира онолку колку што може. Всушност, волонтирањето и тоа значи во слободно време да направиме нешто добро, корисно, пред се да го исполниме нашето време, да понудиме на алтернатива за себе,
а од друга страна да направиме нешто добро што на некому ќе му биде многу од полза. Ќе споделам една приказна или случка, каде што во 2018 јас бев дисеминатор на една програма промоција на хумани вредности, Црвен крст во акција, каде што направивме 6 одлични проекти, помагавме на многу семејства за различни потреби. После неколку месеци случајно се сретнавме на стража со едно дете, тоа префарли улица да ме гушнит, бидејќи сум му оставил убав печаток и е задоволен од претходно што сме му помогнале. За мене тоа беше многу повредно, отколку сите некои материјални придобивки, да речам, нешто ако би добиле, отколку среќата и благодарноста од оние на кои сме им помогнале. Ни недостига кино кое што ќе проектира редовно некој филм, ни недостига театар кој што ќе игра повеќе представи, веројатно и поширок ансамбл. Ни недостигаат повеќе можности за спорт и рекреација на младите кои што ќе им се нудат, да го исполнат здраво и квалитетно слободното време. Виори ни сонот и фантазијата е всушност една измислена приказна која што зборува за семејно патување во Будва, каде што случајно на крајот се запознаваат всушност двајца близнаци кои што биле како мали одделени. Многу е битно како семејство и да сме сплотени, да си помагаме, промоција на некој начин на семејните вредности. И за оние кои што не се од Охрид, меѓутоа најголем проблем е за тие што се од Охрид, бидејќи ние скапотијата што ја имаме не само во сезона, имаме и надвор од неа. И тоа е многу, верувам, тешко не само за млади, невработени, дури и оние кои што се вработени, ретко може да си ги дозволат сите тие, да речам, луксузи, односно да си дозволат еден семен ручек надвор од домот, да излегуваат секој ден по едно кафе, бидејќи Охрид како туристички град останува да биде скап преку целата година. Оформивме Младински културен центар во Охрид, што се наоѓа во просториите на поранешната касарна и тој активно функционира, мислам, веќе трета година. Прават доста активности, доста се активни од тоа што можеме да го следиме, меѓутоа генерално и сите младински организации и тие како младинска организација, проблемот е што многу малце млади се инволвирани во активностите. Односно, истите млади, 90% членуваат во сите организации. Тие што се членови и во Црвен крст, посетуваат активности и таму, се активни. И тоа е еден мал круг на активни млади кои што се движат во сите организации. Проблемот според мене е многу поширок, каде што не само тие што се директно засегнати од организациите, туку мора активно цело општество да се вклучиме во мотивирање на младите и што поголема нивна вклученост. Меѓутоа, се сведува на тоа дека или постои незаинтересираност од младите, или нема кој доволно да им укаже и да ги мотивира да се вклучат во некои такви организации. Сметам дека образованието, здравството како едни од најважни гранки нас ни се, за жал, во моментов толку ранети и ни треба премногу работа во тие области,
за да градиме посигурни генерации кои што ќе бидат и стручни, и квалитетни, и на тој начин со широките познавања ќе се осакаат и Охрид и Македонија.